Ниту една партиска градоначалничка кандидатура се уште не е поднесена до Државната изборна комисија, потврди портпаролката Љупка Гугучевска. На 3 дена до истекот на рокот, во кој политичките партии до ДИК треба да ги достават кандидатските листи за претстојните локални избори, и натаму без номинации за дел од општините. Преку соопштенија или во живо од штабовите, партиите објавуваат по едно или две имиња, како и да е списоците не им се финализирани. За едни причината за одолговлекувањето е во сериозните анализи што ги прават, вклучувајќи и анкети на терен, според други се тактизира поради внатрепартиски судири. Најблиску до комплетна листа со кандидати се социјалдемократите, партијата која од претходно ги промовираше кандидатите за градоначалници на Скопје и општините во градот, ги обелодени и адутите со кои ќе тргнат во поход на преостанатите локални самоуправи ширум земјава. По 12 годишно владење на Зоран Дамјановски во Куманово, СДСМ за негов наследник одлучи да го кандидира пратеникот Максим Димитриевски, поранешен претседател на општинскиот совет и човек близок до Спасовски и Заев. Наспроти него ќе биде Зоран Ѓоргиевски, кој донесе изненадувачко водство за ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг на претходните локални, за во вториот Дамјановски да се договори со албанските партии. Претендент на власта за градоначалничка фотелја во Прилеп е директорот на градската болница Илија Јовановски, ке има тешка задача да го победи актуелниот прв човек на општината Маријан Ристевски од ВМРО-ДПМНЕ, кој може да се пофали со 3 последовни мандати. Од преостанатите кандидати со кои официјално излезе СДСМ, Борјанчо Мицевски ке се обиде да ја освои довербата во Крива Паланка, во Беровот Звонко Пекевски, во Виница кандидат е Ивица Димитров, во Долчево Горан Трајковски, во Гевгелија Сашо Поцков, во Кавадарци Бетијан Китев, за Неготино Тони Делков. Од ВМРО-ДПМНЕ досега официјализира 17 градоначалнички кандидатури, меѓу кои и оние за престолнината и општините во главниот град, а интересно е тоа што и двете најголеми македонски партии за сега се воздржани во однос на општина Центар. Не можејќи да ја чека одлуката на коалициските партнери, актуелниот градоначалник Андреј Жерновски собра потписи и поднесе независна кандидатура за една од најпосакуваните скопски фотели. Тој е меѓу 27 независни кандидати во 22 општини. Во меѓувреме, помалку или повеќе се е јасно во албанскиот политички блок. Трката за општински татко на Струга пак ќе ја трча лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Министерот Таравари ќе се обиде да го детронизира актуелниот градоначалник на Гостивар Невзат Бејта од Дуј, а кандидати на Алијансата се и Фарук Авдиу во Чаир, Аднан Незири во Тетово, Меджити Мери во Студеничани, Хисен Рамадани во Арачиново и Арбена Голи за Дебар. Актуелниот пратеник во Македонското собрание од редовите на ДПА Бардул Даути ќе биде кандидатот за градоначалник на Тетово. Дуј веројатно ќе и верува на Теута Арифија, претендент за прв човек на општината е и лидерот на Беса Билол Касами. Дуј ги номинираше и Висер Ганиу за Чаир, за Арачиново Исуф Бислими, за Липково Еркан Арифи. Движењето Беса во Чаир го кандидира за Кирија Ибрахими, во Арачиново Али Исмаили, а во Липково Еркан Зендели. Трите партии се договорија да коалицираат во општина Газибава, а заеднички кандидат од претходно им е Фатмир Дехари во Кичево. Се насе, старо нови имења, актуелни и поранешни министри и пратеници се фаворитите на партиите за предводници на македонските општини, дел од кои и по 10 изборни циклуси се мачат со предизвици карактеристични за села.